Истата финта ја направивте и на дебатата за измените на Законот за работни односи. Ние сме овде за да дебатираме со присутните заменици министри. Жалам што со свое обраќање на крајот, пред завршување на овие 2 дена, објаснувате одредени работи или свое видување во врска со законот. Ова треба да го направите на почетокот од расправата. Јас го кажувам сега ова и ја давам оваа забелешка затоа што утре ќе имаме нов закон. Ако сакаме заеднички да учествуваме во дебатата, треба да се обратите во врска со законот на самиот почеток пред отпочнување на дебатата. Секогаш е така и во рамките на собранието, а после тоа ние имаме простор и можност да дебатираме и во врска со вашите искажани факти и аргументи и начинот на дебата. Заради тоа што сега, например, може би некој од нас има одредена реплика која што би сакал да се јави. И сега повторно се разводнува дебата, ќе се отвори простор пак за одредени до објаснувања и несогласувања, заради тоа што генерално ние сме две спротивставени страни. Вие ги браните вашите факти и аргументи, ние имаме наши факти и аргументи со кои што ќе ги побиеме вашите веќе кажани ставови. Значи, сметам, истото се случи и на комисијата, каде што, не истата, на комисијата за европски прашања, каде што се разгледуваше Законот за работни односи. Ке ве молам, искажете почитување спрема пратениците на почетокот од дебатата. Кажете ги своите ставови, напишаното од страна на Министерството или тоа што го имате да го изложите во врска со законот, направете го на почетокот на дебатата. Затоа што сега кога се завршува се, ние треба повторно да ви се јавиме на вашиот одговор за реплика, а тоа не е согласно деловникот или согласно процедурата. Да, вие имате право на 15-минутно обраќање и можете тоа да го искористите во било кој дел од вашата расправа, ама сметам дека е многу покоректно ако истото биде на почетокот, заради тоа што ние во нашите говори би можеле да дадеме одредени контрааргументи во врска со вашето обраќање. Заради тоа што така само се зацкривате за да не се отвори дебата во врска со вашиот одговор и нашите пратеници да не можат да ви одговорат за тоа што го зборувате. А доколку председателката или заменичката, односно подпредседателката на комисијата дозволи сега да се јавиме ние на ваши реплики, ќе останеме до вечер. И сето тоа е окей, а ние скративме заради тоа што имавме 7 амандмани, знаеме дека денешната комисија ќе заврши денес, заради тоа што рокот од 2 дена поминува, не земаме збор за другите амандмани, заради тоа што знаеме зборувале и не зборувале, вас е битно времето од 2 дена да ви помине. Мислам дека не е коректно. Ние се трудиме нашата дебата да биде на одредено ниво, ама немајте да се зацкривате зад процедурата. Ако сакате отворена дебата, утре кога ќе отвориме Законот за градење, вие ќе си земете прво збор, а после тоа ние ќе имаме право да ви реплицираме и после ќе отвориме дебатата во врска со законите. Затоа што ова сметам дека е начин на изигрување на процедурата и сметам дека е начин за скривање за дебата, односно реплики од страна на пратениците. Ви благодарам.